Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. За прв пат на Охридското езеро плажи пристапни за лицата со посебни потреби. Збогатена туристичката понуда на Галичица со отворање на првата вија ферата. Надеж од Ваня Николовски, роман за значењето на човечките вредности и доблести. Поевтинуваат горивата. Ги погледнавме кратките најави, со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес по свежото утро во текот на денот имавме сончево, ветровито и свежо време со температура до 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе преовладува претежно ведро и невообичаено студено време за овој период од годината. Во вторник во североисточна и источна Европа ќе преовладува ветровито и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Локални врнежи од дожд се очекуваат и на север од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа претежно сончево и топло време со локална облачност. Многу топло време се очекува во западна и југозападна Европа. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 23 до 31 степен. Во Македонија во вторник невообичаено студено утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени. Во текот на денот ќе преовладува сончево и потопло време со благ пораст на дневните температури во однос на денешните, кои ќе достигнат до 20, односно до 30 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник по студеното утро и температура од само 11 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и потопло време. Дневната температура ќе достигне до 24 степени. Во среда и четврток по свежото утро и температура од 13 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево и топло време со температура до 24, односно 28 степени. Во петок во Охрид сончево и топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната до 29 степени Целзиусови. Сликај, сними, испрати на Ти си твојот град @tvm.mk и доби подарок. Секој ден доделуваме вредносен ваучер од Маркет Кипер, Пицерија Леонардо, Бако, Лаунџ бар Октава, кебапчилница Вкусно или незаборавно крстарење по Охридското езеро со брод Армада. Затоа што ти си твојот град. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Денеска на плажите во Љубаништа и Славија ставени се во употреба пристапни рампи за лица со посебни потреби. Вакви рампи за прв пат се поставуваат во Македонија, а целта е да се овозможат услови за лица со хендикеп непречено да се капат во Охридското езеро. Примерот за поддршка на лицата со посебни потреби треба да го следат и останатите хотелиери, повикуваат од локалната самоуправа.
Две охридски плажи добија пристапни рампи за лица со инвалидитет. Плажи во автокамп од Љубаништа и Горица 3 се првите каде што лицата со инвалидитет ке имаат пристапни рампи. Со ова повиците за да им се обезбеди на овие лица пристап до езерските води станува реалност после многу години. Локалната самоуправа дава поддршка на лицата со ретки болести, обезбедува простори и финансиска поддршка на здруженијата на лицата со инвалидитет, со аутизам, а ќе продолжиме и понатака да обезбедуваме услови, истакна градоначалникот Кирил Пецаков. Тој изрази надеж дека овој пример ќе оследат и останатите хотелиери и ќе се приклучат во обезбедување на услови за пристап на лицата со инвалидитет. Секако дека овдека не планираме да застанеме, ова е само почеток. Овие две плажи кои што ќе ги опремиме и ќе продолжиме да ги не само на уште две места минимум, а ќе има спремаме и за уште трета плажа, така да вкупно сакаме да покриеме 5 плажи на територијата на општина Охрид, нормално тековно не ова лето, ова сметајте го само за почеток. Покрај пристапната рампа за инвалидизираните лица е достапна и количка електрична која што ќе ги вози до самата рампа и секако дека тоалети приспособени за инвалидизирани лица. Пристапните рампи ги обезбеди невладината организација SOS Балкан Медија со поддршка на охридската компанија Отпад од Охрид. Од невладината најавуваат и други проекти со помош на локалната самоуправа. Во соработка со повторно со општина Охрид изготвуваме еден пилот проект пристапна стаза за лица со оштетен слух и вид, која ќе е пилот програма. Тие се специјални звучни и светлосни плочки кои ќе бидат од Охридското станиште до влезот на Охридската чаршија и се надевам дека тоа ќе биде еден добар повод да не само општината, него тоа државата треба да се грижи за тие лица со посебни потреби, бидејќи Министерството за транспорт и врски стопанисува со охридските плажи и со Охридското крајбрежје, ќе мора малце повеќе заедно со општина Охрид и со невладиниот сектор да придонесат за нормално живење на овој вид на луѓе во Македонија. За прв пат слух покажуваат за потребите на лицата со посебни потреби концесионерите на автокамп од Љубаништа. Со реализација на други можности се обидуваат да им создадат подобри услови на лицата со инвалидитет, следејќи ги светските теркови. Ние како туристички субјект водиме грижа за лицата со посебни потреби, бидејќи тие се наши гости. Покрај денешнава рампа за пристап во вода, ги имаме приспособено сите наши тоалети, пристап во маркет, пристап на рецепција, пристап до ресторан, исто така со инвалидски рамби, за да можеме и за тие лица да му овозможиме непречено уживање во летните одмори. Монтажните пристапни рампи ќе бидат доделени во сопственост на јавното претпријатие Охридски комуналец. Рампите ќе ги поставуваат за време на летната сезона, по чие завршување ќе бидат отстранети. Во Националниот парк Галичица денеска беше отворена првата Вија Ферата. Новата туристичка понуда дополнително ќе придонесе покрај за посетеноста на паркот и за подигнување на јавната свест за потребата за заштитување на вредностите кои ги имаме за сегашните и идните генерации. Ентузијастите од алпинистичкиот клуб Патагонија, кои ја изработија патеката со поддршка на фондот Понт, најавуваат збогатување на содржините во авантуристичката зона во Националниот парк. Пуштена во употреба првата Вија Ферата, безбедна патека за алпинистичко искачување на карпа со помагала. Патеката го доби името Доброја, локален назив за растението Питома фоја, која е карактеристична за повисоките делови од Националниот парк. Ова растение посетителите ќе можат да го видат веднаш покрај самата линија на фератата долга 535 метри. 145 метри се искачување по вертикални карпи, соодветно опремени со скалила, а останатиот дел е пешачење по експониран терен со сајла. Поделена е во 3 раздели со различна тежина на качување и има 3 излези од истата, така што оние кои не можат да го издржат целиот напор, многу едноставно можат по безбедната патека во извесен дел да го напуштат качувањето, објаснува Антонио Додески од Патагонија, алпинистичкиот клуб која постави Вија Фератата. Алпинистичка насока која е опремена, значи обезбедена со посебна опрема да може да ја качуваат значи рекреативци, луѓе кои имаат авантуристички дух,
секако треба да имаат одредени физички способности, меѓутоа не треба да носат некоја специјализирана опрема, не треба да поставуваат безбедносни точки, не мора да имаат познавање сериозно од техники на искачување, бидејќи се поставени на најкомплексните делови, поставени се скали, фиксна сајла за обезбедување. Изведбата на патеката на терен траеше 2 месеци, но на тоа предходеше проект кој се реализираше скоро 2 години, бидејќи прво требаше да се изготви и усвои планот за управување со Охридскиот регион, во кој е предвидена авантуристичка зона и да се обезбедат сите неопходни согласности и дозволи. Изработена е по сите меѓународни стандарди за изработка на ваков вид локалитети, уверува Додевски. Ваквите потфати и туристички понуди дополнително ќе придонесат покрај за посетеноста на паркот и за подигнување на јавната свест за потребата за заштитување на вредностите кои ги имаме за сегашните и идните генерации, вели Андон Бојаджи од Националниот парк Галичица. Услови за подобрена рекреација во Националниот парк Галичица, при што има посетителите ќе имаат можност да видат дел од природните убавини, пределски и пейсажни вредности, но исто така да се чувствуваат безбедно, бидејќи јавната установа ова работа ја реализират во соработка со Патагонија и службата спасителна од Охрид. Вија фератата е изработена со поддршка на ПОН во рамки на проектот Авантуристичка зона во Националниот парк Галичица. Од пред неколку години го финансираме Алпинистичкиот клуб Патагонија и Националниот парк Галичица за да се направи оваа вија ферата како дел од авантуристичкиот парк. За да се привлечат повеќе туристи во Националниот парк, но и да се менаџира туристичка активност надвор од централната зона. Ние со нетрпение очекуваме оваа авантуристичка активност во паркот и навистина сакам да им честитам на Алпскиот клуб Патагонија и јавната институција Национален парк Галичица и на планинската спасувачка служба за ова достигнување. Покрај развивање на авантуристичката зона, каде што се наоѓа вија фератата, со проширување на содржината и ставање во функција на првиот планинарски дом во високата зона на паркот, овие планински ентузијасти од Патагонија најавуваат и многу други содржини за комплетирање на понудата во паркот за туристите, зашто ќе следува потпишување на 3-годишен договор за соработка помеѓу и Националниот Галичица. Успешен старт на туристичката сезона во Вевчани. Ова лето побројни се странските во однос на домашните гости. Планинската чиста природа, бројни излетнички места, манастири, летничките езера и вевчански двори прикуваат се поголем број туристи. Успешен старт на туристичката сезона во Вевчани. После 2 години рестрикции и ограничувања, забележителен е зголемен број на туристи од странство. Најактуелни се организираните еднодневни и викенд екскурзии со странски гости, кои уживаат во живописната природа на Јабланица, вевчанските извори и традиционалната храна. Има благо намалување на домашните гости, кои во пандемијата поради неможност да патуваат во странство, избираа одмор во планинската природа. Она што е забележително исто така ова лето, оваа сезона, бидејќи се границите отворени, доста од нашите туристи македонски што ги имавме минатото лето, кое што не можеа да патуваат странство, пак ги немаме. И сега тие трендови горе-долу се надминуваат еден со друг, меѓутоа сепак подобро е отколку кога беше затворено. Вевчани е се попривлечна екодестинација, позната по чистиот воздух, ладната изворска вода, планинската клима. Важи за зелена општина и засилено работи на развој на активен туризам. Наредната здравје Боже, малку да се нафатиме да дадеме малку и поинаков производ. Вевчани како место атрактивно е за тој активен туризам. Веќе се прават проектите за велосипедските патеки околу Јабланица, околу Вевчани. Најмалата општина во земјава станува се поважна дестинација за активен туризам во југозападниот регион. Во Вевчани има 20 манастири, излетнички места, летнички езера, карпа за алпинистичко качување, ферата, ергела која нуди прошетки со конј, планинската природа. Саем на книгата и бесплатна отворена библиотека за странците. Од денеска и официјално за прв пат во Охрид, библиотеката Григор Прличев отвори бесплатно книжевно катче,
кое ќе функционира 24 часа. Трезорите на библиотеката се богати со странска литература, особено на англиски и на германски јазик, на јазиците на соседните држави и други светски јазици, кои што гостите ќе можат да ги поземат, но и да ги разменат со своји книги, да поземат или да остават. Тоа ќе биде ново искуство за нив, при што одморот ќе можат да го поминат во дружба со книгата, велат од градската библиотека. Исто така, за прв пат од денеска започна и летен саем на книгата со домашна литература, а странските љубители на пишуваниот збор ќе имаат можност да купат и македонска литература преведена на англиски јазик. Библиотеката исто така ќе им понуди на хотелите да набават литература од македонски и странски продукции, за да ја збогатат својата понуда. Во време на пат на човечките вредности, на една општа екзистенцијална криза на општеството, романот Надеж од Ване Николовски фрла светло врз поединецот како херој на сопствената судбина кој се издигнува на тешкотиите преку љубовта, пожртвуваноста и надежта. Писателот Николовски во својот роман Првенец става силен акцент на емоционалните аспекти. Романот Надеж од Ване Николовски е универзална приказна за љубовта, доблеста, пожртвуваноста и надежта. Ова дебитанско дело на авторот ја враќа довербата во човекот и утешува дека без оглед колку е трнлив патот и колку се тешки животните околности, добродетелите и вредностите на човечкиот карактер на крајот победуваат. Преку главниот лик Адам Џонс Попов, приказната покажува како од сираче во домот за деца без родители се изградува една личност која преку постојана битка за заштита на најблиските и за зачувување на достоинството постигнува успеси. Пораката на романот е основните вредности кои се универзални, без разлика каде живееме, во кој град, во која село, во која држава, вредностите се исти. А тоа се надежта, пожртвуваноста, љубовта и доблеста. И сите настани се случуваат токму во дома каде тие ликот на Адам е изграден со такви вредности. А за жал сега, например, ние ги губиме, но затоа луѓето многу брзо го читаат, затоа што се му ги враќаме емоциите на по-инакво време во кое се живееше од сегашно времето. Писателот Николовски става силен акцент на емоционалните аспекти на постоењето како контратежа на растечката зависност на човекот од дигитализираниот свет. Во романот нема географски одредници, местата само се насетуваат, но настаните и емоциите на главниот лик се реални и универзални. Стилот е лесен и разбирлив и романот се чита во еден здив. Одбрав стил кај што ќе се задржувам само на емоциите. Значи, емотивно да го движам читателот од една реченица во друга и се обидувам да не го испуштам, да го оставам заинтересиран. Затоа емоциите се многу битни. Дека денес живееме во време на дигитализација и луѓето повеќе визуелно ги гледаат работите и многу малу има емоции. Ние за жал ги губиме емоциите. А романот токму е одбран во време каде што не постои таа дигитализација и во време, да речеме, на мое време како што ја живеа, роден сум 1966, значи се работи од тој период до касните 80-ти години. Николовски делото го создавал една година и целосно го напишал на рак. Го завршил во 2019-та, но поради светската пандемија се одложила промоцијата. Па така романот на охридската јавност ќе биде представен во среда на 13 јули во градската библиотека Глигор Прличев. Романот Надеж љубителите на пишаниот збор можат да го пронајдат во книжарницата Просвета во Чаршијата и во градската библиотека. Ване Николовски е роден во охридското село Куратица. Во 1970 година животниот пат го носи во далечната Австралија, но по 4 години тој се враќа назад во родната земја каде го поминува детството, за во 1991 година повторно да замине во Австралија каде и денеска живее со својата сопруга и двете деца. Се известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на општина Охрид дека вечерва ќе се спроведе теристријална дезинсекција против комарци. Запрашувањето ќе се врши во период од 19 часот во понеделник до 6 часот во вторник.
Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрежје на потеко целото подмолје до комплексот Свети Наум, територијата на град Охрид, потек на река Грашница, Коселска река. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Исто така се молат и граѓаните во тој период да го намалат своето движење на посочениот опфат. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветар, дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Од полнок намалување на малопродажните цени на нафтините деривати во просек за 0,85%. Од ноќеска на полнок, малопродажната цена на бензинот Еуро Супер БС 98 ќе се намали за 0,50 денари, ќе изнесува 107,5 денари за литар. Поевтинува и дизелот за 1 денар на литар и ќе чини 100 денари, додека цената на бензинот Еуро Супер БС 95 не се менува, односно останува 105,5 денари за литар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, се намалува и малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство за 1,5 денари и ќе изнесува 98 денари за литар, а поевтинува и мазутот за 0,661 денар, кој ќе чини 50,903 денари за килограм. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Европската унија гради бункер вреден 8 милиони евра во Брисел за да можат лидерите да разговараат тајно, без руски или други прислушувачи, се наведува во меморандумот на ЕУ во кој се опишува проектот пишува ЕУ Обзервер. Телефоните на лидерите, часовниците, слушните помагала ќе бидат забранети. Бункерот ќе биде дизајниран да биде домаќин на околу 100 луѓе до 34 лидери и помошен персонал. Планирано е да биде изграден до 2024 година, а ќе се наоѓа некаде во комплексот на Европскиот совет во белгискиот главен град. Салата за состаноци ќе биде офлайн, ќе содржи микрофони поврзани со преведувачки кабини, а просторијата и кабините ќе бидат во сертифициран од НАТО изолационен кафес за да се спречат електромагнетните и радиобрановите да се фатат од надвор. Секој кој сака да влезе ќе му треба безбедносна дозвола. Овој фокус на безбедноста има за цел да ги исклучи руските или другите прислушувачи, а сепак не е познато дали ЕУ го гради бункерот како одговор на конкретна безбедносна закана или поради општо чувство на предпазливост. Владеачката коалиција предводена од моќната Либерално-демократска партија на Јапонија обезбеди мнозинство на изборите за горниот дом на парламентот. Изборите се одржаа само 2 дена по шокантниот атентат на поранешниот премиер Шинзо Абе. Владеачката коалиција на Либерално-демократската партија и партијата Комито триумфираа на изборите за приближно половина од местата во горниот дом на парламентот, кои се одржаа вчера во Јапонија, освојувајќи 76 од 125 места. 63 места и припаднаа на самата ЛДП, доколку годишен лидер беше трагично загинатиот поранешен премиер Шинзо Абе, кој минатиот петок беше убиен од 41 годишниот атентатор Тецуја Јамагами за време на говор како дел од предизборна кампања на улицата во градот Нара. Владеачката коалиција сега има 140 од 245 пратеници во горниот дом на парламентот, има апсолутно мнозинство во долниот дом, каде ЛДП има просто мнозинство самостојно. Високи температури до 43 степени Целзиусови беа забележани вчера во Шпанија, донесени од топло летно сонце во комбинација со топол воздушен фронт од Северна Африка. Шпанските метеоролози прогнозираат дека вториот топлотен бран оваа година ќе трае до 14 јули. Највисоката регистрирана температура од 43 степени е измерена кај реката Гвадалкивир во близина на Севилја на југот на Шпанија и во Бадахос на запад од земјата. Локалните власти во Ла Риоха на северот на Шпанија соопштија дека синоќа 90 пожарникари се борат да го стават пожарот под контрола. Андалузиските власти соопштија дека во Ел Ронкило кај Севилја поради пожар морале да бидат евакуирани 100 луѓе. На плажа во заливот Ладжола во Калифорнија во Сан Диего е снимено видео на кое се гледаат морски лавови како бркаат луѓе од плажата. Видеото првично беше објавено на TikTok и предизвика смешни коментари и загриженост бидејќи покажува колку луѓето се приближуваат до овие големи животни и ги вознемируваат. На видеото може да се видат два морски лавови како нервозно се движат на плажата додека луѓето бегаат од нив пред да се повлечат во морето и да се оддалечат од луѓето. Жена која ги поминала неделното утро на плажа со пријателите вели дека виралното видео е добар пример за тоа зошто луѓето треба да го почитуваат просторот за живење на морските лавови. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Довидување.